Каква храна ќе добиваат пациентите хоспитализирани во Штипската болница? Според најавата на раководството, сегашната храна ќе се замени со паковна, која ќе биде согласно нутритивните стандарди и критериуми. Кон крајот на месец март треба да заврши целата тендерска постапка. До крајот на месец март се очекува пациентите хоспитализирани во Штипската болница да добиваат храна која ќе одговара согласно нутритивните стандарди и критериуми. Храната ќе биде пакована, со што ќе се почитуваат сите здравствени нормативи. Во тек е подготовка на техничката документација со отпочнување на тендерска постапка за избор на фирма, која ќе одговори на потребите пропишани на тендер. Да добијат луѓето пакувана храна од надвор со сите нишани како што е попишана, по јеловник, по грамажа, убаво изолирана, со фолии и со се да си ја добијат на рака, а не како до сега. И досега дел од храната наменета за хоспитализираните пациенти се вршеше преку фирма избрана на тендер, но покажување на пациентите, но и од сликите кои постојано се споделуваат на социјалните мрежи, може да се заклучи дека таа воопшто не одговара на нутритивните вредности. Имаше случаи кога пациенти хоспитализирани на неврологија на дневно мени имаа посебна салама, месни нарезоци или пак паштети. Потребно е да се ревидираат наставните програми за учениците со посебни потреби, кои своето образование го продолжуваат во средните училишта. Причината за ревидирање на наставните програми е инклузијата, забележуваат наставниците. Потребно е ревидирање на наставните програми за учениците со посебни потреби кои учат во средните државни училишта, сметаат наставниците од Штипското училиште Искра. Директорот Маријан Арсов вели дека ова се наметнува поради инклузијата, со што поголем дел од нивните ученици своето образование го продолжуваат во другите средни училишта. Остануваат ученици кои што имат повеќе попречености и во зависност од попреченоста на учениците, нормално е и да во текот на наредните години да се менуваат секвентно символично дел од наставните програми, зависно од состојбата на учениците кои што понатаму ќе доаѓаат во следните учебни години. Во моментов ревидирање има на одреден број на учебници каде што се забележани технички грешки, лош превод па и погрешно напишани формули. Со цел побрзо да оди ревидирањето на учебниците, променете и законот за учебници, забележа министерката за образование Рената Десковска. Сакаме да исчистиме што е можно повеќе од неточностите кои што се од грешките кои што се содржани во учебниците со цел учениците да имаат соодветен наставен материјал. За таа цел го сменивме законот за учебници кој што возможува да правиме корекции по забележани грешки, некогаш и преводот е погрешен, некогаш формулациите се погрешни, некогаш се забележавме грешки во формули, например по физика, кои што треба да се исправат на еден побрз начин отколку да се тера редовната постапка. Штипското средно училиште Искра засега поголеми инвестиции очекува преку швајцарска донација. Во текот на оваа година министерката Десковска најави дека преку програмата за работа Министерството во Штип ќе се реализира промена на столаријата во основното училиште Тош Арсов, каде што за овој проект се предвидени околу 12 милиони денари. 2,5 години агонија за семејството Колеби од Кочани кој живе и работи во Италија. Колеби правдата за смртта на нивната ќерка Наталија ја бараат низ судските лавиринти. Организацијата на жени на општина Свети Николе и ЕХО од Штип во рамките на иницијативата Мрдни со прст објавуваат јавен повик за подршка и спроведување на локални акции во општина Штип. Сите предложени локални малски акции во рамки на иницијативата Мрдни со прст треба да бидат насочени кон активности кои се фокусираат на решавање локални проблеми кои засегаат поголем број граѓани и групи. Акциите кои ќе бидат поддржани треба да се однесуваат на подобрување на животната средина, самоорганизирање и самозастапување пред локалните институции, креативност и проактивност, едукативни и хуманитарни кампањи, изготвување на акции за подобрување на животот во општината, како и други потреби кои граѓаните сметаат дека со нивно активно вклучување и граѓански ангажман ќе можат да донесат промени во животот на нивните сограѓани.
Целта на овие локални малски акции е всушност граѓаните да поднесат било каква иницијатива да се реши некој нив локален проблем, со кој што главната улога има пред се граѓанскиот ангажман и да се опфати поголема група на луѓе. Јавниот оглас за локалните малските акции значи се спроведува во 3 општини, во Свети Николе, во општина Лозово и во општина Штип. Тој е активен од 1 февруари до 28 февруари, значи сите заинтересирани кои што сакаат да аплицираат, може тоа да го сторат во канцеларијата на ЕХО од Штип, невладината организација, или пак електронски да го направат преку веб-сајтот каде што се наоѓа апликацијата за истите акции. Оно што сакам да го напоменам, ги охрабрувам сите оние заинтересирани, значи без разлика дали е лице иницијатор на сама некаква акција, дали се работи за невладина организација или пак институција, можат сите да аплицираат. Денеска активистите од Организација на жени од Свети Николи и од невладината организација ЕХО Штип делеа промотивни материјали за активностите кои ќе се во рамки на локални малски акции. Сите пристигнати апликации ќе бидат оценувани од страна на 5-члена комисија за евалуација, а секоја од избраните акции ќе биде поддржана со максимум од 30.000 денари. Мрдаме со прсти, ние од ЕХО, едукативно-хуманитарна организација од Штип, заедно во партнерство со Организација на жените од Свети Николе, и денеска сме овде на овој промотивен настан, за да ги промовираме активностите кои се предвидени со иницијативата Мрдни со прст. Значи, ние на почетокот на месецот објавивме јавен конкурс каде што може да аплицираат сите кои сакаат да си го разубават своето мало со акции, затоа се и наречени малски акции. Во локалните малски акции и иницијативи можат да се вклучат сите граѓани со идеи и можат активно да учествуваат во решавање на проблеми кои ќе ја подобрат состојбата на локалната заедница со нивна помош. Европската банка за обнова и развој и македонската влада ќе ги помагаат проектите за изградба на енергетски капацитети за производство на сончева и ветерна енергија. Вице-премиерот Кочо Ангјушев изјави дека новиот закон за енергетика ќе овозможи зголемен учество на обновливата енергија во целокупното производство на електрична енергија. Европската банка за обнова и развој ќе помогне со грант од 500.000 евра за обновување на техничка помош за искористување на обновливите извори на енергија во Македонија. Техничката помош од Европската банка за обнова и развој ќе помогне во подготовката на тендерската документација за изградба на нови електрани од обновливи извори на енергија согласно новиот закон за енергетика. Со ова ќе се допринесе за реализација на плановите на владата, енергијата од сонце да се искачи на 200 мегавати, а од ветер до 150 мегавати, изјави вице-премиерот Ангјушев. Воедно тој додаде дека во моментот во нашата земја има ветерни електрани со инсталирана моќност од само 36,8 мегавати, додека инсталираната моќност на фотонапонските централи е 16,8 мегавати. Директорката на Европската банка за обнова и развој за Централна и Источна Европа, Шарлот Руе, на пресконференцијата изјави дека техничката помош од Нивната банка за Македонија ќе значи намалување на зависноста од увоз на електрична енергија и намалување на производството на електрична енергија од јаглен од страна на постојните капацитети. Две и пол години агонија за семејството Колеви од Кочани, кое живе и работи во Италија. Нивната ќерка Наталија од сообраќајка на патот Зрновци-Кочани беше во кома 6 месеци и ми подлегна на повредите. Колеви правдата ја бараат низ судските лавиринти. Здравка Колева од Кочани 2 години чека да се дознае вистината за смртта на ќерка си, но засега правдата за неа и незиното семејство е многу далечна. Незината 21 годишна ќерка Наталија и подлегна на повредите по 6-месечна кома, откако во октомври 2015 година доживеа сообраќајна несреќа, кога како сопатничка на мотор се судри со трактор на патот Зрновци-Кочани. Од тогаш за семејството Колеви, кое веќе 13 години живее во Италија, започнува вистинска агонија по судските лавиринти. Дури прв пат на судење излезовме на 6 декември 2017. На првото рочиште не дојде моторџијата, што беше исто учесник во сообраќај. Се одложи за 16
февруари. Овој ден тој дојде, ма без свој адвокат и не сакаше прашањата да ги одговори. И затоа судењето сега се одложува за 20 април. Адвокатот Ноќта во очи судењето го известил неговиот клиент преку посредник дека заминува во странство и не може да го застапува. Ниту судот, ниту Колеви били информирани за оваа негова одлука. Најтрагично е што никој не покажува сочувство дека со секое судско рочиште тие одново и одново поминуваат низ потресниот настан. Секое доваѓање те потсеќа веќе на првиот ден кога ја добив информацијата за сообраќајната незгода. Треба некој да не подразбери нас како родители дека со голема болка и тага го воани под насами. Здравка не обвинува никого, зашто добро знае дека незината прерано почината ќерка никој нема да ја врати, но бара поголема ажурност, емпатија и правда кон луѓето кои го изгубиле најмилото. Утре се велики поклади прочка. Според верувањата на овој ден си простуваат небото и земјата, а кај народот останал обичајот на овој ден да се бара прошка од постарите, на кои се подава овошје, во поново време најчесто портокал. Утре се велики поклади, празник меѓу народот познат како прочка. Празнувањето на овој ден се поврзува со барањето прошка и проштевањето. Налутените, замерените и раскараните треба да си простат меѓу себе, за да и бидат простени и гревовите, онака како што не учи Светото писмо, дека еден со друг треба да си помагаме и проштеваме. Овие основи на овој празник прочка ги наоѓаме уште во Светото писмо, каде што и Спасителот кажувал на кој ќе им простите, ќе биде простено, барете да ви простат, простувајте и вие во Евангелијата. И така останало традиција меѓу православниот народ да се бара прочка. Но верниците прават грешки, бидејќи прво бараат прошка од оние на кои не им погрешиле. Силата на христијаните е тоа да отиде да побара прошка кај оној со кого е налутен, кај оној со кого се замерил, со тој да се прости, да се измери за неговите молитви после да бидат прифатени од Бога, бидејќи Бог рекол, ако доваѓаш во храмот да принесе жртва и ти текне дека твојот брат има нешто против тебе, остави ја жртвата, оди измири се со него, па тогаш врати се и принеси ја жртвата и таа ќе биде прифатена од Бога. Прочка е празник со кој се поврзани голем број на обичаи и верувања. Носењето на понуда како знак за помирување да се побара прошка е обичај што се задржал до ден денес. Порано, а и сега се носи овошје, само порано се давало јаболка, а во поново време портокали. Секогаш младите одат кај повозрасните, децата кај родителите, комшинците кај кумовите, при тоа носејќи понуда во вид на овошје, а во последно време веќе традиција станува портокалите како понуда. При тоа бараат прошка од повозрасните со зборовите прости ми, надевајќи се и верувајќи дека ќе им бидат сите опростени сите гревови во минатиот период и дека во иднина нема да ги прават истите грешки. За прочка по обичај се прави благо, кај нас во Штипско традиционално баклава. Од порано бил познат обичајот и со палење на оган, познат како ората копа, кој го прескокнувале децата и повозрасните да се ослободат од гревовите. Се правил и обичајот тримери кој повеќе не се прави во овој крај, но затоа како пагански обичај се практикува во Струмичко. Овој обичај е поврзан со младите невести, што туку армасани кои 3 дена не јадат ниту пијат вода, за да подоцна отидат на гости кај свекрвата на невестата која спремала богата гозба. Словењето продолжувало со веселба, се играле ора и се пееле песни со еротски содржини. Остаток од така наречениот пагански период во поврзан со прочка секако се и карневалите, односно маскирањето на луѓето, кое што кај нас се како традиција зачувано највеќе во Струмичкиот регион, каде што сега се одржува веќе традиционалниот карневал Тримери. Со прочка завршуваат зимските, а почнуваат пролетните празници. По велики поклади прочка е чист понеделник, кога започнуваат великденските пости, кои траат 40 дена. Со месеци цената на горивата во Македонија расте. Во последната одлука на регулаторната комисија за енергетика, малопродажната цена на бензинот Евросупер 95 се зголеми за 0,50 денари на литар, во однос на цената утврдена со одлуката од 22 јануари 2018 година. И со тоа цената на Евросупер БС 95 изнесува 68 денари на литар, што значи уште едно поскапување. Цената на дизелот остана иста, но сепак периодов ја надмина границата од 60 денари.
За помалку од 6 месеци горивата поскапеа за 15 денари. За новата цена загрижува на горниот тренд на цените, кој во моментов се на највисоко ниво во последните 3 години. Останува да видиме каква ќе биде новата цена, која регулаторната комисија за енергетика ќе соопшти во понеделник. Градот Штип беше домаќин, а боречкиот клуб Балканец беше технички организатор на државното првенство за кадети и сениори. По подолга пауза на првенството има масовен одзив на преку 150 борачи од 15 македонски клубови. Организацијата на државното првенство за сениори и кадети во Штип покажува и докажува дека градот Штип полека но сигурно го враќа епитетот најборечки град во Македонија. По интонирањето на македонската химна, градоначалникот на општина Штип Благој Бацварски со приводен збор ги поздрави сите присутни и го прогласи првенството за отворено. Денеска Штип е центар на борењето во Република Македонија. И драго ми е што Штип повторно се враќа на картата на најборечките градови во Република Македонија. Јас верувам дека ова ќе продолжи и Штип ќе се гордее со борењето. Штип ќе биде на вистинското место на полето на спортот и на борењето и на Балканот и пошироко. Верувам дека од овие борачи кои што се денеска овде, кои што слушнавме дека се повеќе од 150 во оваа сала, ќе произлезат многу силни борачи кои што ќе го представуваат и Штип и Република Македонија надвор на европските, светските првенства и на олимпијадите кои што ќе се одржуваат во иднина. Денешниот масовен одзив на борачи од цела Македонија е доказ дека борењето по подолга пауза се враќа на некогашните славни патеки. После долгото време еве успеавме веќе тоа што го ветивме заедно со мојот заменик Дејан Богданов, дека борењето мора да го вратиме во старите патеки кај што му е местото, но еве за една година успеавме, значи наназад 15 години ваква масовност немало во изборните и државните првенства во Македонија. Сега успеавме над 150 борачи да учествуваат и имаме моментално над 15 клуба што учествуваат во Македонија на ова изборно првенство. Ова првенство е на почетокот на ова календарска година. Накратко да не запознаете со редовско, односно програмата на боречките федерации. Значи, наредното првенство ни е изборно за У23 и пионери и после наредното ни е за јуниори, од каде ќе се искомплетират сите состави на репстацијата и после не очекуваат у секоја генерација, значи имаме европско и светско првенство што ќе учествуваат. А најбитното сега што ни е за нас е настапот на кадетите. Знаете дека има Олимпијада за младинци 2018 година во Буенос Аирес у Аргентина. Значи, од тука, значи кадетите треба да поминат во европско првенство, каде треба норма да исполнат за да учествуваат на Олимпијадата за младинци. Градот Штип и боречки клуб Балканец како технички организатор уште еднаш го потврдуваат своето традиционално гостопримство. Балканец е организатор на ова првенство. Значи за прв пат толку народ, толку да е масовно и публиката и атмосферата и амбиентот се е на ниво, значи во најдобар ред. Балканец е со 30 надпреварувачи во кадетска и сениорска конкуренција. Ще очекуваме добри резултати. Борбите се одвива во спортската сала Јордан Мијалков во текот на целиот ден, а за резултатите ќе информираме во некој од наредните информативни емисии на Ирис телевизија. Фудбалскиот тим на Кежовица од Ново село, подготвувајќи се за пролетниот дел во третата Лига Исток, договори одигрување на повеќе пријателски контролни средби. Во пресната пролетниот дел во третата фудбалска лига група Исток, екипата на Кежовица покрета нашниот процес, практикува и одигрување на повеќе контролни средби. Косторот на екипата од есенскиот дел се задржа, а тренерскиот тандем Драган Митов, Кере Дереволов може да смета и на неколку новодојдени талентирани играчи, со што и конкуренцијата во тимот се зголемува. Контролните средби се потребни за запознавање на играчите, нивно воигрување и разработување на некои тактички варијанти. Денес на стадионот во Ново село екипата на Кежовица се сретна со комбинираниот тим на Брегалница, составен од кадети и младинци, а под раководство на тренерот Владко Давидков. Беше прикажан добар и допадлив фудбал, во кој сепак екипата на Кежовица беше за нијанса подобра и победи со резултат 2:1. Стрелци на головите беа Мартин Ташов и Емил Рунтев за Кежовица и Бобија Танасов кој беше стрелец за Брегалница. Инаку ова беше возвратен реванш надпрва, бидејќи овие две екипи пред една недела на стадионот во Бело Брдо одиграа нерешено 1:1.
Инаку според распоредот, првенството во третата фудбалска лига група Исток ќе започне на 4 март, а тимот на Кежовица во првите две кола ќе биде домаќин во Ново село. Најнапред на Брегалница Голако Далчево во првото, а потоа и на тимот на Китго Пекчево во второто првенствено коло. Тоа беше се што ви подготвивме во овие саботни вести. Ви благодарам за вниманието, пријатна.